Еден од најважните новитети кои е прикажан на Женевскиот мотор шоу што се однесува до македонскиот пазар е новата генерација на Dacia Duster. За време на неговото постоење нешто повеќе од 14 години тој доживеа тираж од 2,2 милиони примероци. Но Duster не застанува тука, бидејќи има и нови погони кои се далеку поеколошки. Ке добие и благи хибриди кои во иднина можеби во следната генерација ќе преминат и на плагин хибриди. За сега нема информации дали Duster ќе има електричен погон. Но кога сме кај електриката, тука имаме уште една новост од Dacia. Да, Dacia Spring, кога се појави пред неполни 4 години, тоа беше најефтиниот електричен автомобил на пазарот и најлесниот. Со својата втора генерација која денеска настапува на сцена, ја задржува онаа механика што ја имаше. Значи, мотор од 45 конски сили и 65 конски сили, автономија некаде околу 220 километри. Но што е сменето кај Spring? Комплетно целиот изглед, како што најавуваат од Dacia, само покривот остана ист во однос на претходниот модел. Да, задржани се димензиите, но и цената која во Западна Европа треба повторно да биде нешто испод 20.000 евра. За жал, Македонија не е во фокусот на продажба на Spring, но со тек на времето и тоа ќе се смени. Ова до мене е Dacia Sandrider. Тоа е адутот на компанијата со која следната година, 2025, ќе настапи на легендарното рели Дакар. Интересно за овој модел е што е долг само 4,2 метри, но ширината му е 2,3 метри. Конструкцијата е направена од специјалистот ProDrive, а испод хаубата е сместен V6 изработен од Nissan. Dacia е горда што овој мотор со кого ќе настапи во следната година на Париз Дакар со првиот возач Себастијан Леб е што тој мотор ќе работи на синтетички горива. Амбициите се големи, велат во Dacia, ако не победиме 2025-та, тоа ќе го сториме во 2026-та. Дали така ќе биде, ќе покаже времето.